Во студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер. На почеток на дневникот гледаме кои вести го одбележа денот. Нова методологија, вонреден електронски попис и кривична одговорност. Мицкоски по одлуката на Уставен со која се укина нерезидентното население излезе со предлози. Софија е влезена во опасен наратив спротивен на интересите на ЕУ и НАТО. Муцунски во годишниот отчет повика европратениците да користат разум. Електронскиот паричник полека станува реалност. Собранието ги усвои законите со кои се воведуваат електронски лични документи. УЈП изрекла санкција за газдата на Пулс, но наместо дискотеката бил затворен кафе-бар. Без капка вода на пеколни температури. 30 на семејства во Маđари водат битка со водовод. Бугарија од 1 јануари левот го заменува со евро. За дигиталниот паричник, електронските лична карта, возачка дозвола, кога овие нешта ќе станат реалност, реформите во дигиталната сфера. Во тема на денот ќе разговарам со Стефан Антоновски, министер за дигитална трансформација. Останете со нас, почнуваме. Премиерот Мицкоски и вице-премиерот Фетај се усогласени ставови. Јавното обвинителство треба да утврди дали има основа за кривична одговорност кај раководството на Државниот завод за статистика по одлуката на Уставниот суд да ја укине методологијата за пописот од 2021. Оваа методологија го воведе спорното раздвојување на населението на резидентно и нерезидентно, нешто што според судот е противуставно и надвор од законските овластувања на заводот. Во политички и правен фокус е и влијанието на пописните резултати врз предстојните локални избори. 14 општини ќе добијат намален број на советници, а најдрастичниот пример е Гостивар, кој ќе има 8 помалку. Мицкоски повторно ја предлага можноста за електронски попис и една изборна единица, како одговор на реакциите за правата на диаспората. Детали од Александар Спасовски. И премиерот и вице-премиерот се согласуваат дека обвинителството треба да истражи дали има простор за кривична одговорност кај раководството на Државниот завод за статистика, кој спроведе попис врз основа на методологија која вчера ја укина Уставниот суд. Треба да даде отчет за кршење на Уставот и законот. Очекуваме коментари од пеналистите за неговата кривична одговорност поради сврзаниот подпис таму. Врз основа на резултатите од последниот попис, 14 општини кај кои има значително намалување на бројот на резидентното население, по овие избори ќе имаат и помал број на советници. Најкарактеристичен пример е општина Гостивар, каде што ќе има 8 советници помалку. Од 85.000, според податоците од овој попис, има 59.000 резидентно население, врз основа на тие толка број на советници ќе има. И нели се бориме да го намалуваме бројот на, што би рекла јавноста, џабеле бојадачи и функционери, политичари. Нели се обидуваме, или сега не чини тоа? Сега и тоа не чини, така? Ама 100 стапа по ту грб не болат. Епа не може така, се немојте да бидеме лицемерни. Премиерот вели дека одлуката на Уставен во моментов не менува ништо, а за новата уставна методологија ќе треба да се чека следниот редовен попис кој би се одржал за 6 до 7 години. За обвинувањата на ДУИ дека на диаспората и се одзема правото на глас на изборите, премиерот уште еднаш ја повтори својата понуда: брз електронски попис и една изборна единица. Најбрзо што можеме да направиме е електронски попис според правилата на Евростат, а тоа се знае како се прави, имаме 10 референтни бази на податоци, тие се вкрстуваат, даваат податок и има одредени, да речеме, параметри кои што не можат преку вкрстување, отприлика тоа се негде 10%, тие теренски се посетуваат, домови, домаќинства. Така функционира според Евростат и насекаде во Европа. И вториот мој дел беше, бидејќи да не оспоруваме правото на диаспората, како што некој вели дека го оспоруваме правото да гласа, еве дајте една изборна единица и сите гласови да се собираат во таа изборна една единица. Уставниот суд вчера донесе одлука со која ја укина методологијата која го делеше населението на резидентно и нерезидентно. Укинувачката одлука значи дека од следниот попис нема да смее да се пребројува нерезидентното население и сите попишани граѓани ќе бидат во иста категорија. Александар Спасовски, Сител телевизија.
На една година од стапувањето на функција, министерот за надворешни работи соостри критики до бугарската политичка елита и порака до европските институции. Македонија нема да дозволи редефинирање на националниот идентитет под притисок. Според него, Софија го злоупотребува членството во ЕУ како средство за наметнување на билатерални позиции, додека европските пратеници ги повикува на рационалност пред конечната одлука за резолуцијата за напредокот на земјава. Ивана Соколович најдова со детали. Властите во Софија се влезени во многу опасен наратив, а нивното членство во Европската Унија го користат како своја алатка за редефинирање на нашиот национален идентитет, вели шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски на една година од неговото министерување. Му испрати директна порака на бугарскиот премиер Желјасков дека ниту еден функционер од Македонија не користи говор на омраза, затоа ги повика на рационалност и одговорно однесување. И јас последните неколку денови говорам за многу опасниот наратив во кој што влезе Софија. Наратив кој што е спротивставен со стратешките интереси и на Европската унија и на НАТО, а кој што одговара на трети страни кои што сакаат нестабилност во регионот. И не може наш сосед да очекува, бидејќи тој е сега земја членка на Европската унија, дека тоа ќе го користи како своја алатка за редефинирање на нашиот национален идентитет. Срамота е тоа да се прави во 21. век. И затоа повикуваме на рационалност и свест за одговорноста кој што сите заеднички имаме. Упати на разум и кај европските европратеници во пресрета носењето на конечната одлука за извештајот за Македонија. Според него првиот филтер во АФЕТ е успех, но не и триумф. Потврди дека Македонија нема механизам да го спречи евентуалното усвојување на амандманот со придавката модерен, но има многу пријатели кои разбираат македонската состојба. Доколку се дозволи Европскиот парламент да навлезе во процес на создавање на нов македонски идентитет, модерен македонски идентитет, и колку самиот тој чин не е својствен за самата Европска унија, односно сето она позади за што стои Европската унија. И повикуваме, и посакуваме, и сакаме да веруваме дека Европскиот парламент ќе действува во рамките на оние европски вредности кои што се основната и носечка причина зашто големо мнозинство на граѓани на нашата држава сакаат и ние да станеме земја членка на Европската унија. Бугарскиот претседател Радев пак со критики до бугарската влада дека недостоинствено ги бранат бугарските национални интереси и не можеле да наметнат своји ставови во Брисел во пресрет на гласањето на извештајот. Сега виждаме, че не просто отстојаването на националниот интерес од управляващите не е на нужното ниво, но това поражда въпроса има ли осъзнаване от тяхна страна какъв е точно нашият национален интерес по отношение на Северна Македония и как се отстоява той. За мен е тревожно, че българските политици и партии не могат да наложат нашият национален интерес и виждане в своите политически семейства. Според првиот човек на МНР, во последната година од позиција на климање со глава надворешната политика е вратена на патот на само почит стабилност и влијание. Гори афирмираше ставот дека Македонија инсистира на силни гаранции дека уставните измени ќе бидат последниот услов на европскиот пат и дека нема да има билатерализирање на спорот. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на 1 и 2 јули ќе престојува во Скопје, каде ќе се сретне со лидерите од земјите од Западниот Балкан, вклучително и премиерот Мицкоски. Средбата е посветена на забрзување на спроведувањето на планот за раст на Европската унија, кој предвидува 6 милиарди евра за економски и структурни реформи. Како што соопшти Европската комисија, ќе се разговара и за меѓусебната соработка во областа на туризмот, заштитата на потрошувачите и интеграцијата во единствениот пазар на ЕУ. Комисијата ќе предложи инвестициски пакет вреден 87,7 милиони евра со потенцијал кој може да привлече речиси половина милиарда евра приватни инвестиции во зелена енергија. Предлог законот за судски совет влезе во владина процедура. Откако беше разгледан од Венецијанската комисија, информираше Министерството за правда. Оттаму нагласуваат дека комисијата го препознала транспарентниот и инклузивен процес на изработка преку јавни расправи и експертски консултации. Со измените се предвидува зголемена транспарентност во изборот и разрешувањето на членовите на советот, јавна расправа за несудските кандидати, построги критериуми за избор и воведување механизми за отчетност.
Предлог законот ги следи европските препораки и има за цел зајакнување на независноста и довербата во судството, велат од Министерството за правда. Оттаму велат дека очекуваат негово скорешно усвојување и во собранието. До крајот на летото сите службени возила ќе добијат обележани регистарски таблички во боја. Мерка што треба да обезбеди поголема транспарентност и јавен увид во користењето на службениот возен парк. Граѓаните ќе имаат пристап до електронски регистар и ќе можат полесно да идентификуваат автомобили користени од функционери, што ќе овозможи полесно откривање на злоупотреби. До крајот на летото сите службени возила ќе бидат обележени со регистарски таблички во боја. Граѓаните ќе имаат увид во регистарот на возила и полесно ќе ги препознаваат автомобилите во кои се возат функционерите. На овој начин полесно ќе се препозна евентуална злоупотреба на службените возила за приватни цели. Вице-премиерот за добро водење во отчетот за една година мандат рече дека ја усвоиле стратегијата за финансиски истраги и конфискација на нелегално стекнатиот имот. Ја усвоивме новата стратегија за финансиски истраги и конфискација на имотот. Го основаме Националниот совет со кој ќе председавам јас, за да ја претвориме ова стратегија во конкретна акција. Имотот, стекнат со криминал, ќе оди во буџетот на државата, за граѓаните, за социјален развој, а не во джепот на корумпираните. Предлог законот за правична и соодветна застапеност деновиве ќе биде испратен на мислење во Венецијанската комисија. Како координатор на процесот, Фетај рече дека се гордее што по 24 години конечно ќе биде исполнето ветувањето од рамковниот договор. Во фаза на составување на нацрт законот консултиравме пријателските земји, САД, некои европски држави кои имат вакви практики кај нив на застапеноста на разните етникуми во нивните држави и сме уверени дека Венецијанската комисија ќе го печати законот за склопот околу духот, околу европскиот дух на истиот закон. Фетај вели дека местото го наследил со разурна, злоупотребен и корумпиран систем, потрошени 70% од буџетот во првите 5 месеци. Успеале за една година да направат конкретни чекори за враќање на довербата со формирање на меѓуресорско тело во борба против корупцијата, во кое за прв пат право на глас добиле и граѓанските здруженија. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Лична карта, возачка дозвола и цел електронски паричник наскоро ќе бидат достапни на мобилен телефон. Со новите закони што денеска ги усвои собранието, граѓаните ќе можат побрзо и поедноставно да доаѓаат до лични документи и потврди. Следуваат подзаконски акти и практична имплементација. Лична карта и возачка дозвола на мобилен телефон, но и целосно електронски паричник стануваат реалност во Македонија. Собранието денеска ги изгласа законите кои се однесуваат на дигитализација на услугите во издавањето на лични документи и потврди од државните органи за граѓаните. Се дигитализира и архивската граѓа на државата, а се зајакнуваат и критериумите за сајбер безбедност. По овој закон за воведување на електронска архива во јавните институции, но и во институциите од приватниот сектор, со што ќе се олесни комуникацијата, интероперабилноста, споделувањето информации на граѓаните и на институциите, со тоа ќе го забрзаме процесот на дигитална трансформација. Впрочем, тоа го прават и сите други претходни закони и овие закони се добри и од аспект дека се согласуваме со европското законодавство, од аспект дека сме пионери во примената или во реализацијата на реформската агенда. Во меѓувреме се дигитализира целосно и безготовинското плаќање во државата. Хартиените фактури меѓу фирмите продавачи и купувачи од наредната година ќе станат минато. УЈП од 1 јануари воведува е-фактура како пробен период за од третиот квартал од 26-та, таа да стане задолжителна за сите фирми. Е-фактурата ќе има одредена задолжителна форма и во неа веднаш директно увид ќе имаат и даночните органи. Присутноста на овие податоци во УЈП и нивното вкрстување со сите други податоци со кои што располагаме во УЈП ќе овозможи полесно да ги детектираме сите случаи каде што има сомнителни трансакции, каде што има ризични трансакции и ќе ни олесни борбата со даночната евазија, со сивата економија и ќе доведе до подобра наплата на даноците. Сега едноставно преку овој систем ќе има поголема контрола, почнувајќи нели и од увозот во државата како увозно зависна земја, се влегува преку царината и контролата на е-фактура ќе покаже дури и во делот на количините, кој колку направил увоз, колку продал во државата, значи една целокупна контрола во
работењето. Дополнително ќе се намалат трошоците што сега фирмите ги имаат за издавање на фактурите за поштенски услуги и за чувањето на хартиени документи. Министерот за внатрешни работи Тошковски пак најави дигитализација на процесот за издавање на судските наредби за посебни истражни мерки. Имено ќе постои посебен дигитален и безбедносен систем преку кој ќе комуницираат МВР, Бирото за јавна безбедност, обвинителството и судот, за што ќе постои дигитален запис за барањата на наредбите и одлуките за посебни истражни мерки. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добро вечер, благодарам што сте тука. Добро вечер, ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Гледаме добра вест дека поминале дел од законите кои треба да овозможат дигитална трансформација, но тоа е најлесниот дел. Потешко е сега тоа да профункционира. Кога, Андоновски, она што е најзвучно и најпластично, да речам, граѓаните ќе можат да очекуваат да добијат електронски возачки дозволи и лични карти? Иако може би делува лесно да се напише закон, кога за прв пат носите закон за сајбер безбедност, а тоа го прави министерство кое што е штутоко формирано и издвоено од Министерството за информатичко општество администрација, треба да донесе безброј интерни документи со кои што не би сакал да ги оптеретуваме граѓаните. Навистина е сериозен зафат да изготвите ваков пакет на реформски закони, особено затоа што поминаа многу темелна дебата и дискусија и со коморите, и со невладиниот сектор, и па и со опозицијата, имаше неколку јавни расправи, и навистина сум горд и им честитам на мојот тим, на тимот во Министерството за дигитална трансформација и нашите меѓународни партнери поддржувачи кои што беа со нас сите овие чекори за да успееме да подготвиме квалитетни законски решенија. Кажав денес во собранието станува збор за закони кои што се на ниво на она што го носи Европската унија. Значи не следиме патека, туку креираме заедно политики со Европската унија во делот на дигиталната трансформација и ги поставуваат темелите каде треба да се движиме. 4 закони се ќе ми дозволите кратко заради гледачите. Нов закон за електронски комуникации кој што е целосно согласен со 2 регулативи на Европската унија и со мислењето на Уставниот суд, што е многу важно, значи да немаме таа дупка која што се креираше со мислењето и решението на Уставниот суд. Нов закон за сајбер безбедност, како што спомнав, измени и дополнување на законот за електронски документи, ова што прашавте, и измени и дополнување на законот за архивска дејност. Тој закон е важен затоа што не се усогласува со регулативи и директиви, но овозможува електронски документи во институциите, што значи споделување и електронска архива. Сега околу дигитализацијата или електронските лични документи, јас најавив на 1 и на 2 октомври Македонија ќе биде домакин и Скопје ќе биде домакин на самитот на Западен Балкан за дигитализација, убедливо најголемиот настан кој што ќе се организира за дигитализација во поширокиот регион. Гости ќе бидат државите од Западен Балкан 6, но и представници на Европската комисија, Европската унија, наши партнери од Централна и Источна Европа, од другите држави, политичари, бизнис, заедница, комори и така натаму, еден огромен настан. И на тој настан прв пат ќе презентираме македонската супер апликација. Тоа нема да биде апликација која што само ќе има електронски документи на нејзе, лични документи, туку и ќе можете да ги добивате услугите кои што ги нудиме на порталот услуги Gov.mk на таа мобилна апликација, значи практично на едно место една апликација за сите услуги за граѓаните. Таму ќе биде презентирана или од тој ден веќе ќе можеме да си ја симнеме во нашите мобилни телефони? Тој ден ќе имаме тест верзија, правиме максимален напор да имаме тест верзија која што секој граѓанин ќе може да ја симне, да ја тестира. Секогаш кога се лансираат нови апликации, постои период на тестирање, на грешки, на повратни информации од корисниците и да имаме едно добро квалитетно решение до крајот на годината и во 2026 веќе да и веруваме на таа апликација сите. Тоа е практично електронска верзија на вашата лична карта возачка дозвола во статичниот дел и неколку услуги за почеток за тест во динамичкиот дел, а тука планираме да ги развиваме сите услуги. Зошто е важно? Затоа што Европската унија се движи кон дигиталната електронската лична карта или така наречениот електронски паричник, дигитален паричник. Знам дека е збунувачки за некои од граѓаните, дека имаше коментари, пари ќе се чуваат на паричникот, па некој ќе им ги злоупотребува и така натаму, или дека е обврска за секој граѓанин. Не воопшто. Ова е можност, алтернатива за оние кои што сакаат да не носат со себе документи, како што некои од нас користат Google Wallet за да ги чуваат своите кредитни или дебетни картички на него, така ќе може да ги чуваат картичките за лични документи во таа електронска верзија. Тоа им го нудиме на граѓаните како можност меѓу првите држави на Балканот. Тоа сега ве прашам дали некој веќе го прави ова во регионот и Грција е одличен пример, вреди да кажам, и
останатите држави од регионот се уште се многу зад нас. Ние веќе започнуваме во напредна фаза сме со развојот и така што мислам дека ќе бидеме предводници. Ние се уште имаме потешкоти електронски добиен документ да ни важи секаде и во банка и пред други институции. Веројатно ќе треба време за да почнат сите да ги препознаваат овие документи како важечки. Веројатно хард копи во Македонија некако многу тешко се искоренува, барем мене така ми делува. Тешко е затоа што немало според мен системски пристап. Знаете, ние порталот го имаме веќе 6 години. Во 6 години тој имаше околу 100.000 корисници. Во една година има 70.000 нови корисници. Разликата е евидентна, се забележува. Во 6 години успешноста беше месечно да се користат по 1000 услуги од порталот. Сега месечно надминавме, денеска проверував податоци 6300 услуги месечно. Што значи граѓаните сакаат да користат, препознаваат можноста. Проблем беше кај државните институции и приватниот сектор кој што чека се да биде напишаното збор на закон за да применува. И свесни заради тоа, јас се обидов на почеток со апели, со коментари и така натаму, видовме дека тоа потешко оди, затоа измените на законот од 1 јануари кој што стапија на сила, да ги признава секој документ изваден од порталот кој ќе го испечатите да биде признаен, ја намалува таа тензија и сега гледам дека скоро сите институции го прифаќаат. Еве би ги поздравил да речеме судовите, кои што изненадувачки брзо ги прифатија сите потврди за неосудуваност да ги издават и да ги прифаќаат во постапка, независно што се испечатани на обичен лист хартија. И ама па имаме проблем со делот, да речеме коморите на нотари, адвокати, извршители, таму ќе треба малку повеќе да работиме во овој период. Јас кажав инспекцијскиот надзор е во развој кај нас како сектор и еве се носи новиот закон за инспекцијски надзор, малку посериозно ќе се занимаваме и со инспекцијски надзор од септември. До каде е развојот на овој портал за кој зборувате? Велите расте бројот на услуги, расте бројот на корисници, но некако се уште имам впечаток и јас сум еден од тие корисници што се регистрирани дека не е user friendly. Јас побарав извод пред можеби еден месец и се уште кога ќе го отворите порталот, таму гледате само платено, не ви известува ни дали е тоа завршена работа, ни каде треба да подигнете. Ние сега си го следиме ручекот од ресторан до дома или од супермаркет зеленчукот како ни стигнува до врата, а на порталот на кој треба да видиме дали значајна услуга сме ја добили или не сме ја добили и кога, тоа не може да го направиме. Значајно прашање. Работиме, наследивме навистина комплексен портал. За жал наследивме и паралелни портали. Например, овој кој што го спомнувате за изводи е паралелен портал со услуги Говмк, кој што услуги Говмк ве пренасочува на овој, па користите услуга на тој портал. Сега го згаснуваме порталот на управата за водење матични книги и се ќе биде на националниот портал услуги Говмк. Истовремено работиме и на нов редизајн и на нешто ново, еве ќе искористам приликата да го најавам во вашиот дневник, а тоа е електронското сандаче. Електронското сандаче ќе биде практично вашата адреса на живење на електронскиот портал. И секоја услуга која што ја добивате во тој инбокс ќе ви биде достапна, а понатаму и информации од институциите, рокови, подсетници и така натаму ќе бидат достапни како електронско сандаче. Истовремено истото ќе го пренесеме и на мобилната апликација. Постојат проблеми, јас се согласувам, не е се совршено. Особено постојат проблеми во управата за водење матични книги. Наследивме едно дувло на корупција. И иако е тоа ситна корупција по 100 денари, по 200 денари, по 300 денари, се правеше се да не се заврши услуга за граѓаните. И за овие луѓе кои што биле научени на корупција, дигитализацијата е проблем. И тие отворено ја опонираат. Заради тоа од минатата недела имаме поставено една работна група внатре во управата за водење матични книги во Скопје, која што е на терен. 4 луѓе се постојано таму од Министерството за дигитална трансформација и вршат константен надзор над работењето на управата за водење матични книги, затоа што јас ги забележувам недостатоците во работењето и нема да дозволам на тој начин да се однесуваме према граѓаните. Една тема стана актуелна по одлуката на Уставниот суд со која се укина методологијата за спроведување на пописот 2021. Премиерот предлага става на маса за дебата можност за спроведување на електронски попис и тоа малтene веднаш доколку се спроведе една изборна единица и се измени изборниот законник. Имаме ние капацитет да спроведеме електронски попис? Имаме капацитет за спроведување, премиерот тоа добро го знае и затоа и во програмата на владата ние ставивме дигитален попис на населението 2026 година, свесни дека правилата за попишување, светските правила, поставуваат граница да тоа се прави во првите година или две од следната декада, што значи 30-31 би требало да биде редовниот попис, но свесни за недостатоците на пописот за кој што алармиравме, кој што се случуваше 2021 година, ние кажувавме дека тој мора да се ревидира затоа што сметавме дека методологијата не е добра и тогаш.
и сега се покажа со одлуката на Уставниот суд дека точно таа методологија не била соодветна, не бил направен пописот како што треба, нешто за што алармиравме. И затоа во почетокот на оваа година, баш проверував во почетокот на месец април, ние како министерство сме задолжени со одлука на влада да формираме една широка работна група и од Собрание, Државен завод за статистика, Министерство за внатрешни работи и други институции за дискусија кои услови треба да се создадат за да имаме дигитален попис. Ние рековме 2026 затоа што сметаме дека тоа што треба да бидеме подготвени. А дали ќе реши политиката, политичките институции да тоа го спроведеме 26 или редовно го спроведеме 31, ние мораме да бидеме подготвени како институции. Имаме една многу добра алатка во нашето министерство, се нарекува Централен регистар на население, кој што ги собира податоците од три клучни институции: МВР, Управа за водење матични книги и Централен регистар. И тука се агрегираат информациите, но долго време заради некористење на оваа алатка, таа не е до совршенство точноста на податоците. Овој период активно ќе работиме ние на прочистување на податоците и дополнување на базите и тест со други бази. Фонд за здравство, Фонд за ПИОМ, имаме одлична Агенција за вработување, одлична соработка имаме со овие институции и сакаме да ги мечираме податоците кои што тие ги имаат, за да бидеме подготвени ние како институција, но и заедно со оваа голема работна група да ги создадеме условите да можеме да спроведеме ако тоа дојде како задача од владата. Веќе во 2026 сметате дека би биле подготвени? Тоа е таргетот да бидеме ние подготвени. Не можам да тврдам за секоја од институциите, можам да зборувам за нашиот удел и дека ние политички, ако добиеме таква задача, сме подготвени да го водиме процесот. Здраво би било да биде попис на 10 години. Тоа е правилото. Но доколку се создадат такви услови да ние бидеме обврзани да го спроведеме, ќе направиме максимални напори тоа да го спроведеме во 2026 година. Сепак тоа било и ветување, но и од друга страна мораме да ја вратиме довербата на граѓаните во системот. А таа доверба се гради на овој начин, а креирањето политики па мора да биде врз основа на вистински, на реални бројки. Да, ВМРО да помenu уште 2021, ако добро се сеќавам, беше нели се уште ковид пандемија, бараше да биде тој дигитален попис, но немаше во тој момент политичка клима за тоа. Сепак, знаејќи колку е значајно политичко прашање и дека одредени политички партии сметаат дека се добиваат и губат права базирано на резултатите од пописите, веројатно треба да се дојде до таков систем кој нема да остави никаков простор за обвинувања за злоупотреба. Точно се согласувам. Словенија има направена одлична дигитална алатка за попишување. Јас не сум експерт по овие прашања, но сум свесен дека дигиталната алатка мора да понуди и тест на терен. И секогаш е така. Дури во државите кои што имаат одлични системи, 5 до 10% од граѓаните се тестираат дали се на лице место, дали се таму. И еве еден интересен податок кој што се криел од јавноста, јас го дознав при доаѓањето во министерството. Дури во пописот 2020-2021 е користена дигиталната алатка Централен регистар на население за оние кои што тогаш одбиваа, ако се сеќавате, да се попишуваат. Имаше одреден процент на луѓе кои што одбиваа да се попишуваат, тие биле дигитално попишувани без да им кажат. Токму така, но тие биле попишувани. Иако тоа јавноста не го знаеше дека е користена оваа алатка Централен регистар на население за да може овие луѓе да се попишуваат, што требало да бидат потранспарентни и да го Сам дека имаше информација дека од базите ќе бидат извлечени податоци за оние кои одбиваат да бидат. Од база една, тоа е таа база. Тоа се тие бази. Добро, една тема која исто е актуелна, тоа е создавањето на еден регистар кој треба да биде јавен и достапен за граѓаните на се што поседува државата. Вие бевте задолжени, ако не се лажам, уште во февруари месец со одлука на владата да бидете она институција која ќе ги создаде тие алатки за да можам да проверам дали одредено возило е во сопственост на одредена институција, за да не може во кампања или за други приватни потреби функционерите да го злоупотребуваат тој движен имот, но од друга страна и потребата да имаме регистар на недвижниот имот. Многу извештаи, многу ревизорски извештаи имаат алармирано на тоа дека ние имаме заборавен државен имот, додека одредени институции паралелно изнајмуваат простори. До каде сте, бидејќи тогаш мислам дека добивте 30 дена? Тогаш добивме и исполнивме задачата која што имавме, беше за регистар на недвижниот имот на државата. Тоа е точно замерка и на Европската унија кон нас. Ние изработивме една многу едноставна алатка од наши сопствени ресурси, вработените во министерството, ја подготвија алатката и таа веќе е дистрибуирана до институциите. Мислам дека повратно имаме добиено од околу 100 институции определена бројка на имот која што ја внесуваат.
но забележавме дека во реализацијата има проблем затоа што таа алатка е нормално мала, со ограничени ресурси и малку потешка за користење за сите институции и затоа пред мислечени 2 или 3 недели бевме со нова одлука на владата задолжени да изработиме целосен софтвер за овој вториот дел кој што вие го кажувате, да граѓаните можат да проверат каде е имотот и како се користи, каде се наоѓа и така натаму, но и да биде поврзан. Имаме и друг проблем со одлуките на влада, затоа што има одлука на влада за престанок на користење за добивање право на користење, па таа и треба многу долго време да се впише во пописот или во ресурсите на некоја конкретна институција. И тука во разговор со директорот на СОЗР разговараме дека треба да ги вклучиме и подвижниот имот, иако првенствено не е планирано. Не беше планиран и тој аспект, тука само недвижниот имот. Работиме на таа алатка, собираме искуства затоа што не сакаме да направиме брзо, сакаме да биде добра, има добри примери од регионот и мислам дека во текот на оваа година ќе имаме како алатка конечна. А сите овие податоци кои што до тогаш ќе ги собираме преку нашава алатка која што веќе ја развивме, само ќе ги интегрираме. Таа е лесна за интеграција, само ќе ги интегрираме во новата алатка. До крајот на годината ќе имаме јасна, прецизна презентација на тоа што има државата и секој граѓанин ќе може да забележи дали, да речеме, Министерството за дигитална трансформација има имот во Прилеп и како го употребува тој недвижен имот. Ајде, за крај, вие сте и меѓународен секретар на владеачката ВМРО ДПМН. Кои се вашите очекувања околу усвојувањето на конечниот извештај за напредокот на Македонија? Сметате ли дека ќе има нови обиди? Како ќе се одбраните? Имате ли политичка поддршка во рамки на Европскиот парламент за да оваа мала победа која што беше извојувана или избоксувана се повтори на најважното, на финалето? Па прво треба да кажеме дека ние како држава ја завршуваме домашната задача како никогаш до сега. За прв пат со пиетет се зборува за Македонија во смисла на задачите кои што ни беа дадени во насока на реформската агенда. И тоа ретко го споменуваме, но бевме првата држава која што ги се подготви и ги доби авансно средствата, а сега сме меѓу можеме да кажеме и пионер во донесувањето на законите и задачите кои што ги имаме во насока на реализација на вториот дел од реформската агенда, особено во делот на дигиталната трансформација. Сега зборувам и како министер. И тука ни се дава кредит и за ова сме на вистина ставени на пиедестал во рамки на дискусиите во Европската комисија и се надам дека во оваа насока ќе продолжиме да покажуваме дека ние сме на вистина европјани со дела, со активности, со реформи, со нешто што го правиме за доброто на нашите граѓани. Околу политичкиот дел, мислам дека се работеше доста долго на презентација на тоа на вистина што е ставот на Македонија како држава, нешто што за жал 7 години не се правело. Политичарите биле подготвени, ние сега ги дознаваме и деталите, на се само да останат на власт. Да подпишат било што, само да останат на власт, кажувале така и на состаноци, на средби. Сега имаме еден друг начин на политика. Политика која што води и собранието преку своите механизми и групите за соработка. Имам можност да дискутирам со дел од пратениците кои што се вклучени и секако Министерството за надворешни работи кој што е носител на овој процес, а и ние како партија, политичка партија која што има влијание, се обидуваме нашата позиција да ја прикажеме како што треба. И јавноста малку знае дека вакви извештаи досега неколку години не се носат. Две години. Две години поред, но никој не зборувал зошто не се носеле тие извештаи. А не се носеле затоа што не биле позициите бранети на државата на начин на кој што се бранат сега. Дали ќе успееме, дали ќе успее Министерството и државата да се доодбрани? Не, но барем не знаеме, не можеме да знаеме до последно. Но барем на чистина ги вадиме позициите на државите кои што велеа само променете го уставот и рајските порти ќе се отворат. А реалноста не е таква. Реалноста е дека се спори дали македонскиот јазик потекнува од 19-тиот век како сите јазици и има свој корени уште од старословенскиот, или пак зборуваме за модерен македонски јазик. Јас не знам што значи придавката модерен на еден јазик кој што се зборувал со години, со векови, а првпат се споменува дека е македонски јазик во делата на Ѓорѓе Пулевски, во исто време кога се развиваат и другите балкански јазици. Не можеме да зборуваме за модерен македонски народ, кога македонскиот народ има историска генеза многу слична на народите кои што живеат околу нас. Но сега првпат успеавме да го извадиме тоа на чистина, да за тоа се зборува во Европскиот парламент и да видиме дали позициите и на другите европски држави, особено на Бугарија, се во насока на почитување на правата на едно малцинство од 700 граѓани тука, или пак станува збор за многу подлабоки суштински проблеми. 200.000. 200.000
пасоши зборуваат дека има, но не гледам дека толку луѓе кажале на нашите пописи било кога дека го зборуваат бугарскиот јазик како мајчин јазик или дека се чувствуваат како бугари, иако ги имале сите права тоа да го прават, за разлика од македонците во Бугарија, кои што после 55-та година веќе никогаш немаат право да кажат дека се македонци, а тогаш биле десетици, стотици илјади кои што кажувале дека се македонци и живееле во Бугарија. Како се избришаа тие македонци од 55-та до 65-та во Бугарија, никој не зборува, но затоа сите сакаат да зборуваат дека македонскиот јазик бил модерен македонски јазик, а не неколку векови стар јазик, исто како и јазиците од регионот. Стефан Андоновски во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам на можност. Дневницата во Македонија чини колку час и половина во Германија. Германската влада одлучи да ги зголеми минималните плати. Докаде се преговорите во Македонија? Анализа во 21. Управата за јавни приходи го санкционирала сопственикот на дискотеката Пулс поради неправилности со готовинските плаќања, но наместо затворање на објектот по платената казна, законски не дошло до блокада на сметката ниту до прекин на работата. Затворен бил друг локал. Сопственикот на дискотеката Пулс веќе бил казнет од Управата за јавни приходи поради неправилности со готовинските плаќања. Казната ја платил веднаш, па по закон не е дошло до блокирање на неговата жиросметка, ниту до затворање на дискотеката. Наместо тоа УЈП го запечатила неговиот друг локал, кафе-барот Класик во центарот на Кучани, со забрана за работа од 30 дена. Директорката на УЈП вели дека законски при прва контрола следува само парична казна, а доколку не се плати, привремено се затвора објектот на 30 дена. После првата контрола, значи платена е глобата и имало и запечатување на објектот. Меѓутоа тука имаме и два објекти во таа компанија, така што тука исто така настанува конфузија во однос на тоа кој објект бил кон кој објект било применета мерката за печатување. Кој објект? Дискотеката или како? Запечатувањето било извршено на кафе-барот. Додека во првата, кај дискотеката е применета мерката глоба и глобата била платена. Родителите на загинатите барат одговорности од Управата за јавни приходи. Велат институцијата знаела дека сметката на сопственикот на Пулс е блокирана уште во август 2024 година, но сепак дозволила дискотеката да проложи со работа. Ако надлежните постапеле навреме, Пулс требало да биде затворен најдоцна до крајот на септември. Наместо тоа, локалот работел и во него животот го загубиле 62 лица. Родителите се децидни дека ова не е последица на една грешка, туку ланец од институционални пропусти во кој секоја карика треба да сноси одговорност. Во обвинителниот акт се опфатени 34 лица и 3 фирми, меѓу кои сопственикот на дискотеката, градоначалници на Кучани, двајца поранешни министри за економија, 4 директори на ДЗС обезбедување. Во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, истрагата си уште трае за 27 полициски службеници, за кои обвинителството се сомнева дека се вмешани во трагедијата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Поекот на летните горештини, 30 на семејства од скопската населба маđари со денови се соочуваат со недостиг на вода за пиење и основна хигиена. Ова е живењето, погледнете. Погледнете 21 век како живееме, погледнете, снимајте тука да видите како се живее. Во најтоплите денови во годината 30 на семејства во Скопска Газибава немаат вода ниту за пиење, ниту за бањање. Станува збор за 4 згради на улица Маđари кои мака-мачат на летните горештини. Воопште вода нема. Значи, од Сабалево, од 7 сат, како што ќе почне исклучувањето на водата, до 12 сат вечерта ние немаме вода. Нашиот проблем е што немаме вода во 21 век, да немаме вода да си измиеш раце, да си избањаш, што ги имаш, што треба потребите да ги имаш. Нели, а ние тоа го немаме. Сител влезе во неколку домови, ниту капка вода не протече ни из чешмите. Жителите со туби, вода и корита се сноѓаат како знаат и умеат, за да си ги извршат основните хигиенски потреби. Скопјани тврдат дека повеќе пати се обратили и до општината и до јавното претпријатие Водовод и канализација, но решение на проблемот со притисокот за вода не е најден уште од пролетта. Нон-стоп се јавувам нели за дефекти и викам дека немам вода. Не е до нас помпа да си купите, ова да си купите, абе викам не може, зградата е таква што не може. Не интересира тоа нас и толку. Никој не презима мерки, значи само си се тргат.
си се тргат и само едноставно ти викат ние не сме надлежни, до трети спрат дека не имале надлежност за вода. Од трети спрат ја да ги прашам господата водовод, што сме ние животни, зверови. Значи ние сме 21 век да немаме вода. Со легини горе да сме. Тоа е живо срамотило. Недозволива е ваквата состојба, вели првиот човек на Газибаба за Сител, но надлежноста ја има предпријатието. Надлежноста за водоснабдување во Скопје ја има Водовод и канализација и градот Скопје. Во услови на енормно високи температури, недозволива е ваквата состојба и реакцијата на граѓаните е оправдана. Апелирам до предпријатието за превземање и реализација на мерки и активности за надминување на ваквата состојба. Ги прашавме и во Водовод и канализација зошто 30 семејства немаат вода. Оттаму ни одговорија дека внатрешната водоводна инсталација на зградите не била во надлежност на предпријатието, а за поголем притисок станарите сами да си вградат пумпи. Екипа на предпријатието излезе на терен и изврши мерење на притисокот по должина на улица Маџери и констатираше дека притисокот на уличната водоводна линија изнесува 2,2 бари, кој е својствен за овој дел од градот. Внатрешната водоводна инсталација на зградата не е во надлежност на предпријатието и доколку е потребно зголемување на притисокот на водата, како можно решение е вградување на пумпа после главната водомерна шахта, зашто граѓаните беа известени на лице место телефонски како и со мейл известување, велат од предпријатието. Улица Маџари не е единствената со ваков проблем. Од општината велат дека секојдневно стигнуваат реакции од граѓани кои живеат во високите зони на Железара, Автокоманда и Ченто. Габриела Лескова, Сител телевизија.